Последната стаде овци го има Владо Симов во Карбинци. Со нив тој ја одржава вековната традиција во ова село кое некогаш имало и 5000 овци, а сега е сведено на 200. Сосема е известно дека традицијата ќе умре, но не и додека Владо е жив. Оваа приказна е уште поинтересна и поради фактот што Владо своите 200 овци ги чува сам и без ничија помош. Тоа е љубов спрема стоката, ја ќе ти кажам. Ако немаш љубов према стоката, не можеш ништо да чуваш. Било кокошка, било овца, било крава, треба да имаш љубов према стоката. Оти ја едно сабали кога ќе станам, прво погледнам у трлото и кога ги видам, тоа ми кеп, мерак. Зошто толку голема упорност кога од овците ги и од стоката сите креваат раце? Дедо ми е чувал 92 години, па татко ми, па се сам ја наследнико. И тоа е наследство, нема тоа што традиција. Иначе, онака кој ќе ти чува? Сега да одеш млад човек да ти рече да чува стока, нема шанса ќе те тепа. Владо има 67 години. Отворен е, реален, работлив и динамичен човек, кој освен со овци, работел и нешто друго. Јас беше поштар. У поштата работеше 24 години. После технолошки вишок и почна си со стадото, али кога работеше ипак па дојдеше туа. Од тогаш, секој ден, Владо станува во 4:30 секое утро. По цел ден се дружи со овците, а како изгледа тој ден на него? За мене многу баво, многу баво. Јас сам, кога се испадам со овците, мене ми е баш пријатно чист воздух. Ја денеска 15 км, ако не изодам 20, нема шанс. Мислам, од Сабали, поручих да 15-30 км е тоа. Пат натам нам шо одам. Иако во семејството Симови овчарската традиција е долга, неговите деца за овци не сакаат да слушнат. Не ги интересира, не ги интересира. Додека сам јас жив, ќе има, нема пошто, нема да има стока. Зошто сите од стоката бегаат на сите страни? Пошто на ни не е испатливо, они сакат пара да имат, да одат да шетат натам нам. Овцата не ќе свадба, не ќе у кафана да отидеш. Овцата сака со неа тука да си цел ден. Ја ја ден да си отидам у некоја кафана да седам или свадба да терам. Нема тоа. Каде според искусниот сточар греши државата со сточарите? Треба да дадат субвенции на стоката на време. Ја го годината ујде, субвенции нема. А питали ми, например, ја дали имам пари за храна, дали немам пари за храна да купам, очо тие овци сакат да јадат. Зоб на време да си купам, детелина на време да си купам. Јас тоа се со пари го купувам. Тука треба државата да преземе мерки малку. Во деновите, кога температурите постепено паѓаат под нулата, за Владо започнува најважната работа со овците. Па сега е најважно јадење да имаш, храна. Пошто јас сега мора сабалито 5 бали јонџи да ја фрлам на вие. Наручек па 5 бали, вечерта 5 бали, тоа са 15 бали денеска јонџи. Почнали да се јагнат сега, па ќе почнам и зоб да иставам, и тоа е нашата математика. Кој ќе му ги купи и која цена ја очекува? Јагнето, не знам сега цената како ќе биде. Јас што имам шилежија, например, тоа шилеже, јас тоа испод 150 евра нема шанса да го дадам. Тоа си јагне, како да му го дадам? Фактички, овца јагне, 200 евра, да не му даеш, се рамота. Откако оваа сложена операција ќе заврши, Владо едва и ја чека пролетта. Новата трева, мирисот на цветовите измешан со мирисот на овците, кај него длабоко го тераат да дише, а некогаш и да воздивнува. Тогаш Владо задолжително мисли на своето детство, младоста, Карбинци, која е најубаво било во времето кога тој го памети, но и на радоста што Господ му дава сила, тој се уште да е со своите овци.